Божи благослови од мене. Еве после подолго време дојде ред и на мене. Кога човек има малку подолго време отсуство од нешто, почнува трема да го фаќа. Така да еве мене прва ми служува трема, но со Божја сила верувам дека заедно ќе можеме да размислуваме за духовните работи. Ние што не сме едуцирани проповедници, не можеме да така елоквентно ги кажуваме темите како оние кои што тоа студирале, но верувам дека секој од нас има нешто да каже и размислува за Бога. Кога секој од нас размислуваме за Бога, можеме да се поучиме секој од нас. Еве така денеска сака да споделам една тема која што ме потикна, размислувајќи за моето минато, сватив дека сум веќе во озбилни години и почнав да размислувам за времето кога бев дете. И размислував така и си, еве сад јавно ќе го споделам со вас. Верувам дека и ваше искуство е. Како беше моето детство? И детството на сличните со кои што биле во тоа време, кога растеле слично на мојата генерација. Кога ќе одиме во школа, бориме за од прво, второ одделение Смолетка, значи, кога бевме попладне во училиште, одевме 2 часа порано. Знаете, 2 часа порано и женски и машки. Ако бевме 30 ученика, сите 30 доаѓавме. Ние машките игравме фудбал, девојките игра, значи бориме, се спортувавме пред да одиме во школа. Ако бевме од Цабајле, постанувавме после школа пак уште саат, 2 саат. Од таму ќе дојдеме дома, кога сме значи во школа од Цабајле, ќе фрлиме ташните, ќе земеме во раката патиџан сирење нешто и ќе отидеме надвор и повторно пак се дружиме. Зошто ова го споделувам? Дали има разлика што во ова време сега? Знаеш што примитив? Има поединци, тоа се многу малку, кои што имаат само иницијатива да вежбаат и да постигнуваат резултати во спортски активности или нешто. Бориме сега чисто за активности за телесното здравје. Многу малку млади луѓе практикуваат. За жал, и ние возрастите. Што правиме? Од дома во автомобил или во автобус. Од автобус на работа, тие што работат седечки или нешто, не знам, во мало движење, ќе се вратат дома, ќе седнат, телевизорот и едноставно животот тече така. Размислував исто така и за рекламите. Дали сте приметиле дека и рекламите се менуваат? Во мое време рекламите беа поврзани со реални работи. Например, реклама за спортување. Таму и таму, значи, сотиде имате бесплатно практикување цела година, имате попусти за да почнете да тренирате. Значи, едноставно се даваше можност за подолга трајност за да нешто човекот работи. Што мислите, какви се, еве, вие сте сведоци, какви се денешните реклами? Јас ги поделив на 2 дела. Реклами за млади и реклами за постари луѓе. За младите, какви се рекламите? Земи оваа справа инстант. За 2-3 дена, за недел дена, вие ќе ослабнете колку? 20 кила, 30 кила, 50 кила. И одма некој искуство ќе каже како тој ослабнал. И едноставно, и луѓето што прават, можам да седам дома, ништо да не работам, ќе земам таа машина, за недела дена јас ќе бидам фит, ќе бидам топ, нема да имам никакви проблеми. За повозрастните какви реклами има? Вие седете се дома, нема проблеми, еве ова апче, ќе обладите толку пари, за 2 дена вие ќе станете од креветот. Дали е тоа реалност? Мислам, или не е така? Не слушам, мислам, ако има некој дека не се сложува, дека каже. Мислам дека тоа е реалноста. И темата денеска, сакам малку подлабоко да гледаме која е најдобрата вежба. Сакам да поврзам со телесното, со духовното. Кажано е како? Во здраво тело, здрав дух. Во Библијата има исто цитати кај што вела дека духовност е подобра од телото. Но дали можеме да ги одвоиме тие две работи? Значи, во здраво тело имаме здрав дух, но ако немаме здраво расудување и духовната активност не е на ниво како што треба да биде, ние не можеме да бидеме никако. Ни физички здрави, зашто тоа е едно со друго поврзано. Еве, сакам да прочитам првиот стих од во 1 Тимотеева, 4 глава, од 7 до 8 стих.
а избегнувај од нечисти и бебешки приказни, туку обучувај се во побожност, зашто телесната обука е малку полезна, а побожноста е полезна за се, зашто има ветување за сегашниот и идниот живот. Овде не вели дека телесната обука или практикување не треба да биде воопшто. Него овде вели е помалку важна од која? Од духовната, но едно со друго не може да, значи према апостол Павле, која е констатацијата? Дека ние многу повеќе треба да внимаваме на која? На духовна активност, затоа што со духовната активност, практикувајќи духовната активност, ние можеме да имаме и здрави начало и здраво разсудување и здрави одлуки за нашата физичка и за нашиот секојдневен живот што го живееме на оваа земја. Еве сега тогаш која е најдобрата вежба за ние да може да ја практикуваме. Јас мислам дека не мора многу да филозофираме, можеме да најдеме во Библијата. Има еден човек кој што ја нашол најдобрата вежба, а таа е запишена во 1 Мојсиева, 5 глава, од 22 стих. Како дете, се сеќавам, беа популарни филмовите со карате филмови. И сега ние младите тоа децата сакаме да ги гледаме, Брус Ли, например, од тоа време. И интересантно, една нишка беше во тие филмови што ја запамтив и ден денеска, а тоа е дека во филмот победува само тој каратист или тој мудрец што е во тој филм, кој што има измислено совршен удар или совршена техника за одредена работа. И тој човек и сега тој има нешто што никој друг нема. Тоа ме потсикна сега дали ние духовно можеме да најдеме таа нишка, најдоброто нешто што можеме ние да го практикуваме. Еве го, како што рекол во 1 Мојсиева, 5 глава, 22 стих. Енох одеше со Бога. По Матусалавото раѓање, Енох живееше 300 години и му се родија уште синови и ќерки. Енох поживеа вкупно 365 години. И Енох одеше секојдневно со Бога, потоа исчезна затоа што Бог го зеде. Не умре, туку Бог го зема жив на небото. Која е најдобрата вежба према овој стих? Одењето. Значи, одењето со Бога, значи, темата, главна тема ми е најдобрата вежба е одењето. И сакам малку да видиме што значи да се оди со Бога, но за да се оди со Бога има многу други елементи кои што помагаат да ние навистина одиме со Бога. И е поврзано и со нашиот меѓучовечки однос и со активностите што ние ги работиме како луѓе на оваа земја. Еве и 1 Мојсиева, 6 глава, 9 стих во овој правец. Еве го Ноевото родословие. Ное беше праведен и непорочен човек во своето време. И Ное одеше секојдневно со Бога. Ова е втората личност која што Библијата ни ја спомнува за човек кој што секојдневно бил со Бога. Одеше, не вели овде седеше или мируваше, знаете што, овде ми е важно да запамнете име. Ние секој време треба духовно да напредуваме, да читаме, да размислуваме, но најдобрата вежба е одење со Бога. Одењето значи дека даваме одредена активност, не е пасивност. И затоа многу треба да размислуваме за ова. И во Малахија 2.6 исто така вели, законот за Левие, ова се однесува, законот на вистината беше во неговата уста, немаше вина на неговите усни, затоа што одеше со мене во мир и справедливост и мнозина одврати од грев. За да одвратувате други од грев и за да идете со Исуса, мора да се движите. Не може од дома некому да му направите нешто за да може да му биде подобро. И Откровение 3 глава 4 стих. За мене ова исто важно. Понатаму пак ќе го споменеме. Но имаш малку имиња во Сард кои не ги онечистија своите облики. Тие ќе одат во бели облики со мене, затоа што се достојни. Ова е за црквата Сард, знаеме за 7 цркви, за неја се кажува дека имало поединци таму кои што правеа? Одеа, значи не одеа сите, но имаше поединци кои што одеа што? Со Исуса и вика одвратија многу од грев. И тие што ќе прават? Одењето ќе го заменат со какво? Со одење со Бога и на каде? На новата земја и новото небо. Е сега прашањето е што значи да се оди со Бога или со некого? Овде сакам малку да застанам и ќе одиме на карактеристики. Кога бев средношколец при од осмолетка,
практикувавме. Јас живеев во Ѓорче, се уште живеам. Имаше Михајло живееше во Влае, Антон во Хром, Петрович и Ока во Карпош. И сега што правевме во сабота, во петок, например, ќе ми се јави Антон и ќе каже: јас се договори, вика, ајде ќе одиме пешки. Практикуваме во сабота, за Бајле, наместо да се оди со автобус, да јас од Ѓорче ќе дојдам до Влае, тука Влае Михајло ќе не причека, Антон со фамилијата и пешки продолжувавме. Понекогаш и Петрович ќе се приклучат и мене беше многу интересантно. Јас сам да тргнам никогаш не се осмелував и ми изгледаше многу далеко. Кога ние одевме заедно, времето леташе, мислам дека е 5 минути од Ѓорче до црква. Но што беше најинтересантно, додека одевме, ние цело време дискутира, они почнуваа, ние помлади што бевме, да почнуваат теми библиски, Божи, и почна да размислува. И фактички ние дека одевме, ние фактички размислувавме за Бога. Со тоа се храневме. Кога ќе идеме во црква, веќе ние бевме освежени на учителски час, после тоа црквата, а на враќање повторно, пак назад, пак пешки, пак размислување. Најдобрата вежба е одење. Што мислите, која е таа најдобра карактеристика кога човек оди со некого? Дали се пробале некојаш да одите сам и некојаш да одите со некој? Кога е подобро? Јас обично практикувам, некој сакам да трчам покрај Вардар и ќе трчам. Ама некако трчањето не ми е, ајде кога трчам во ред, ама некој сакам да одам пешки да прошетам. Кога одам сам, некако си одам и си мислам, викам, се чувствувам како да сум некој, не сакам тој збор да го потребам, како да сум некој мањак или некој, луѓето како гледаат во мене, сам одам навечер, темно, одам покрај кеот и све, си викам, ми е незгодно, мене ми е незгодно. Ако го одам со некој друг и кога, значи, чисто кога одам на прошетка, јас се чувствувам многу убаво. Таа разлика кога човек оди сам и кога оди со некого. Зошто е убавината? Затоа што правиме ние кога одиме заедно со некој? Разменуваме мисли, разменуваме чувства, а кога идеме заедно, тогаш и другата страна може да сочувствува со нас, ние со неа. Едноставно, движењето кога го имаме со некого, ние го споделуваме што? Нашиот живот. Фактички ние се споделуваме себе си. Да ве прашам, дали има, ние во црква се собираме. Со брат Бранко Кајевич дискутиравме сега, некако почнавме се дружиме малку почесто, и вика, јас не знам со кого од црквата, надвор од црквата сум отишол некаде да прошетам или да отидам некаде. Ве прашам, дали некој од вас, во седмицата, имаше можност да најде слободно време со некого, не мора од црква, со некого да отиде едноставно на една кратка прошетка. Јас ова недела немав минатата. Значи може да се сложиме дека немаме. Не можам јас духовно да растам ако немам кому да споделам. Или јас да се охрабрам духовно ако немам од кого што? Да примам. Ние сме луѓето такви суштества. Ние не можеме сами да обстојуваме. Така. Значи, едноставно и Бог сака тоа. Затоа и овде не вели сите овие цитати што ги читаме, што велеше. Дека сите овие луѓе што правеа? Одеа. Одењето значи активност, нешто што се прави. Сега, знаете што? Во Библијата нели вели вика немој да одиш во друштво на недобри луѓе. Зашто има одење кој што, знаете што, и криминалците се собираат за да одат, ама одат за што? Одат да прават зло. Но Бог вели одеа по мене. Што правеа? Што беше целта на одењето? Одењето беше цел за да духовно се израстат и да бидат подобри. Со тоа, значи, прават добро на ближниот свој. Зато сега одма идеме кои се карактеристиките кога човек оди со некого. Треба да се има прво што? Цел. Значи не може да идеме, ние можеме за телото да се движиме, но секогаш треба да имаме цел. А за да стигнеме до целта, што е потребно исто? Да имаме одредена патека. Така? И сега, кога одиме по таа патека, треба да знаеме дека е најдобро. Знаете, многу луѓе одат по некоја патека, па не завршуваат. Завршуваат со својот живот, затоа што одбрале погрешна патека.
Овде најдов цитати кои што ги собрав од Елена Вајт, само ќе ги нафрлам, кои во различни книги ги наоѓав, во книги ги наоѓав, вели вака Елена. Божиот пат кој што се избира е секогаш најдобриот пат. За да избереме по кој пат ќе одиме, што треба да бираме? Кој пат е по волја на кого? На Бога. Понекогаш вели најдобриот пат не значи дека и најлесен пат. Дали знаеме од Библијата многу примери кога луѓето што иделе со Исуса не секогаш имале пријатни моменти. Некогаш вели треба да одиме во смер каде што сите други одат спротивно. Дали е лесно некогаш, вие приветувате, ние и сега имаме некогаш, пример, јас со сите мои комши живеам добро, значи со сите, немам ни еден кој што имам проблем и кај што ќе се видиме, здраво ќе се направиме. Но знаете што, некогаш, заради одредени работи, луѓето велат, остај го тој. Не затоа што ме мразат, него едноставно имаат погрешно разбирање, тој е друг, тој е поинаков. Тој не е за дружење, или тој не пие, или тој не го прави тоа. Знаете, тоа може да се каже. Некогаш не е едноставно, поготово за помладите луѓе. Знаете што, кога ќе почувствуваат дека се запоставени или дека треба да се движи во смер каде што сите други прават друго. Знаеме ни сега што се случува надвор. Но сепак да се оди со Бога, значи да се оди со чекор кој што оди Бог. Сега ве прашање, дали Бог усмерува чекорот према нас или ние према Бога? Како е? Што мислите? Првата работа што треба да сватиме, овде вели Божиот чекор е секогаш промислен, одлучен и сигурен. Ако е одлучен и сигурен, тогаш ако ние веруваме дека тоа така, дали ќе ни биде тешко да го следиме Божиот чекор? Знаете што, ние некој велиме, Бог се успори, Бог знае да нашите слабости, знае што направи и ние можем, Бог ќе ни попушти овде, ќе ни попушти таму. Не. Битната работа кога сакаме да одиме со Бога, духовно да растеме, е да бидеме сигурни дека одот што Бог го одбрал и патекат и се што е напишано е што? Најдобрата варијанта. Значи, ако сме со тоа убедени, дали ќе ни биде тешко? Нема да ни биде тешко. Тешкотијата доаѓа кога немаме доверба и кога несигурноста е во нашето срце. Тогаш срцето наше е место каде што Сатана може да работи. Божиот чекор се разликува. Некогаш е брз, па некогаш спор. Некогаш чека, Бог не оди со еднообразен или досаден чекор. Знаете, ова ми се допадна кога го прочитав. Бог не оди со досаден чекор. Знаете што, некогаш ја имам проблем сега, кога одиме со Бети заедно, јас сакам малку побрзо да одам и успорувам и одам, значи 50% поспоро, брзаш вика не може да те стигнам, не може така, со тебе не шетнаш. Ја пак ќе се успорам, ама не можам толку да успорам колку што може она да ме стигне. Знаете што, некогаш, јас сакам, татко ми одеше со брз чекор, иде на него сум, мајка ми секогаш трчаше по него, но знаете што, јас кога одам со некого, јас секогаш сакам да го пратам. Не сакам да дојдам во ситуација, па некојаш малку ми е со некој, ако ми е сега во години побрзо, се трудам и јас да одам со тој чекор. И ова ми се допадна кога го прочитав, за Исус дека Бог не оди со досаден чекор, а тоа е дека навистина тоа патување со Бога е интересантно. Знаете што, вие кога духовно растете во движење со Бога, учите многу работи. Еве една работа, некојаш одиме полека и нас не е пријатно со Бога. Прочуваме се, но некогаш доаѓаме да Бог застане, да стои. Духовно стоење значи кога ние сме во состојба да немаме некоја духовна активност, мислиме дека стоиме, нема одговори зошто е тоа така и тогаш малку се запрашуваме. Но Бог сака да каже дека и кога стојам, имам порака за тебе. Затоа што Бог знае зошто тоа се случува. Ја дам неколку пати, кога одиме на пат со колегата мој, тој не е адвентиста,
и некаде ќе ни се случи да застанеме и да ни се случи некоја работа кај што мора да чекаме саат време или нешто, некоја ни се случила нека мала незгода и јас викам, вика се нервирам, зошто вака отиде? А он вели, вика, нема се нервира, вика, тоа е, вика, цел, вика, не знаеме зошто Бог дозволил тоа да се случи. И стварно така е. Некојаш ние реагираме. И во Библијата знаеме луѓе, читаме од Библијата, многу луѓе реагирале кога Бог реагирал на некој начин. Но после кога ќе поминат одедни работи, сваќаат што? Дека Бог навистина го направил тоа за нивно добро. Дали е лесно се движи со темпото на другиот? Како што кажав, не е секогаш лесно. Не е лесно да се оди со Бога секогаш, затоа што можеби некогаш не можеме тој чекор да го пратиме. Но едноставно, од кревет не можеме да стигнеме каде? Никаде. И сега овде, знаете што, сум се прашувал зошто младиве многу малку практикуваат, не мора врвни спортови, бореме чисто рекреативни спортови. Зошто не реагираат? Еве еден од ретките ми е мило кога Тео го гледам. Значи ја уживам, не знам дали мене ми се случува само, кога возам низ Скопје, поготово низ Делиденска на игралиштето, ама скоро секогаш застанувам, ако не сум во големо врзање, и одам до мрежата и сакам да ги гледам децата како играат. Ако приметам некаде игралиште, леглам на тревата, сакам да мирисам тревата, зашто сум практикувал. Едноставно ме привлекува. А ги гледам младите луѓе, не го привлекува. Седат у кафичи, дури млади добиваат коли, едноставно никаква активност. Кој е најголемиот чекор за да човекот почне да оди со Бога или да практикува одење? Што мислите? Кој е најтешкиот чекор? Првиот чекор, да станеме од кревет. Да станеме од кревет. Едноставно, знаете, неколку пат се случува, ќе одам да трчам, у кревет сум. Ќе одам 5 минути, 10 минути, 15 минути и на крај ќе дојде 9 сати и денеска е касно, утре ќе одам. Знаете што духовно така духовност е така и така се однесува и духовноста. Духовноста не може да ја добиеме духовноста само ако читаме. Не можеме духовноста да биде само ако се молиме. Духовноста значи и активност, каде што тоа што го проучуваме преку читање, преку слушање, преку сето она што Бог ни го открива, ако не одиме и не излеземе надвор, дали може да се практикува? Не може. Зошто читаме за во Малахија? Тие беа вика добри, зошто? Зошто одеа постојано со мене и го опоменуваа другите за грех, спасуваа луѓе. Да спасиш луѓе, значи треба да бидеш изгледен. Затоа што рековте, најтешкиот чекор е првиот чекор, а првиот чекор е да се стане. Титливеме ние примери со нашите деца. Најубавите моменти што во мојот живот, што јас сум свесен, е тоа кога првпат видов како за синот и ќерката веќе би избледено, ама за внукот првиот кога почне да оди, уште ми е свежо. Секој родител кога се радува најмногу? Мислам, од раѓањето па се е радост, ама некако првиот чекор кога ќе стане, несигурно сите се радуваме. Најубавата работа е кога ќе видиме малото дете да го направи првиот чекор. А првиот чекор е најрадосен момент и за кого? За Бога, духовниот чекор. Затоа вели како што детето кога се проодува, се радуваме сите ние, така и Бог вели се радува кога ние ќе го направиме првиот чекор. Затоа што првиот чекор значи дека после него што следи? Следа втор, трет и понатаму почнува активноста и активното живење со Бога. И прочитав цитат вели вака, поврзано со како детето кога ќе направи првиот чекор, како што родителот се јавува, вели вака: така и ангелите се радуваат кога човекот започнува да оди со Бога. Кога човекот ќе одлучи да срцето му го предаде на Бога и сака активно да учествува, тогаш вели и ангелите се радуваат. Тоа е, значи, ние возрастните, но колку е убаво кога ќе чуеме, значи да ние секогаш не те даваме за нашите деца. Така, ние едноставно многу малку може мислиме некој да ќе ни се враќа назад, ама така е направено. Да ние повозрастните се радуваме што? За помалите, ние сакаме секој кој ми нив добро и ние да се радуваме. Но овде гледаме освежување за кого?
За нас, возрастните, вели дека и за ние кои што одлучуваме да одиме со Бога, кои што одлучуваме да правиме добри дела надвор, да се движиме, да ги споделуваме сите наши верувања со другите луѓе, вели ангелите што прават? Се радуваат. Тоа е таа убавина која што е кога ние почнуваме да одиме со Бога. Нешто што исто така размислував, што е убавината кога се оди со некого. Вели вак, ги делите мислите, ги разменувате своите мисли, но понатаму Елена Вајт, мислам дека беше во Одбрана и сведочанства, го делиме својот живот со некого. Исто и Бог тоа го прави со своето битие со нас. Тоа е убавината кога се оди со Бога. Кога одиме со некого, ние ги споделуваме што? Прочитавме. Нашите мисли. А нашите мисли, со тоа го споделуваме што? Нашиот живот. Колку е убаво кога имате на некого, да споделите, да кажете. Ама да кажете и тоа да остане меѓу вас. Многу е ретко. Но ова го зборувам, што ова тема ми дојде затоа што мислам дека е современа тема. Затоа што тоа ни фали. Нас ни фали активност која што е надвор од оваа зграда. Ни фали активност каде што ние треба еден со друг. Двајца по зашто Исус ги праќаше учениците двајца по двајца? Зашто не им рече сам да оди еден да се учи? Затоа што двајца кога се, најважната работа е има некого кој што е потпора твоја, каде што можеш да споделиш и тешкотиите, и убавините, и радостите, се можеш со таа личност да ја споделиш. И тоа го прави, тоа ја прави убавината на одењето заедно со некој кој што ги споделува истите вредности. Значи овде за одењето е кога ги споделуваме духовните вредности што Бог ги бара од нас. И ова е убавината што кога ние одиме со Бога, зошто Енох и сите овие луѓе што ги спомнав оделе со Бога и биле задоволни? Затоа што кога оделе со Бога, Бог дозволил што? Да го делиме својот живот со Него. Тоа е убавината, како што ние кога одиме еден со друг, да прошетки и размислуваме за телесното здравје, кога одиме со Бога, Бог е тој кој што дозволува да нашиот живот го делиме со кого? Со Бога. А кога се дели нашиот живот со Бога, што? Што добиваме со тоа? Добиваме храбрување, добиваме моќ, сила за да можеме да обстоиме на овој свет и да можеме духовно да растеме. Некои луѓе се радуваат ако бил со председателот, го прима и направил му обед во 4 очи, независно кој председател, сите ќе дознаат и во фамилијата, па сега како што има фејсбуци, ќе дадат слики секаде. А некој да се слика со да речеме американскиот председател или некој од овие големи земји, цел свет ќе дознае. Ќе биде радоста прекрасно. А замислете, Бог совршениот татко, значи најважната личност во вселената, го дели својот живот со нас, а ние молчиме. За мене не е важно ни со Путин, ни со Обама, ни со не знам кој председател, ни сега во која држава. За мене е најважно да можам со кого да се сретнам, со Бога. Затоа што со Бога е многу полесно. Бог многу полесно можеме да го добиеме, затоа што тој секогаш спремен да со нас оди. Достапен за нас и што е најважно, ги слуша нашите потреби, нашите проблеми, се тоа што го има и Бог со тоа не само да не слуша, туку ги наоѓа и решенијата ни ги дава. Затоа сакам да споменам и тоа дека одењето со Бога, како што реков, е најважно затоа што има одредена цел. Целта која е за нашето духовно патување со Бога? Новото небо и новата земја. Која била целта на Ное и на Енох? Исто било тоа, но гледаме дека некогаш и Бог може да направи дури и пред време да се случат работите кои што ние го очекуваме. Но како и да е, ние мора да бидеме сигурни дека Бог и одењето со Бога ќе биде за наш благослов. И еве во Евреите 11 глава 5 стих вели: преку вера Енох беше пренесен така да не ја виде смртта и веќе не се најде зашто Бог го зеде, зашто пред неговото земање
тој доби сведоштво дека му угодил на Бога. Едноставно дека ние патуваме со Бога и дека се движиме на оваа земја, заедно со некој наш ближен и размислувајќи за Бога, Бог ни дава сведоштво и ни дава дознаење. Затоа што вели овде и Енок вика пред да го зеде, доби дознаење. Што доби дознаење? Дека му угодил на кого? На Бога. Бог нема да остави во незнаење. Секоја наша активност, како за овие луѓе, Бог го покажува угодност, ја покажува угодноста и луѓето и човекот секогаш може да биде сигурен во тоа. Бог не потикнува да ги достигнеме своите можности додека живееме на оваа земја. Бог не потикнува да стигнеме до нашето конечно живеалиште или таму каде што сите ние сакаме да отидеме. Знаете што, читајќи го краткиот извештај за Енох, дојде во ситуација, не знам вие, кога читате од една книга, напред нели пишува или позади, зависи, биографијата ја пишува. И знаеме за многу луѓе има разни биографии, за многу познати луѓе имаме долги биографии. А за Енох биографијата каква беше? Една реченица. Но кажете која биографија вие сакате? Како биографијата да речеме на некој од овие големи луѓе кои што оставиле одредени работи за човештвото, или сакате да биде биографијата која што ја напишена за Ное и за Енох? Знаете што? Животот поминува. Се што е на оваа земја е минливо и сето она што се достигнува е минливо. Но што останува? Останува духовното, а тоа е на кое ниво сме ние со Бога. А реков, за да бидеме на ниво со Бога, ние мораме да го пратиме тој чекор. За на крај сакам да прочитам стихови од Лука 24, од 24 глава, од 13 до 15 стих. И ете, во истиот ден, двајца од нив одеа во едно село, наречено Емаус, оддалечено 60 стадии од Ерусалим, и разговараа меѓу себе за сите овие настани. И додека тие разговараа и се запрашуваа, сам Исус им се приближи и одеше со нив. Немам поубави зборови за да завршиме темата. Еве малку само првиот стих вели, двајцата ученици одеа према едно село наречено Емаус. Овде се спомнува 60 стадии, јас во колку од нас има во Библија една дома, најдов некаде дека е околу 12 километри. Не е ни питно километражата, значи луѓево тргнале двајцава ученици да пешачат, да се движат. Едноставно 12 километри е убава патека, за да можете да размислувате. И многу ми е интересантно, и разговараа меѓу себе за сите овие настани. Ова се случува кога Исус што? Е распнат и веќе они не знаат дека е воскреснат. Така, значи едноставно се движат. Но што е најважно? Замислете сега да не биле заедно, да седеле некаде. Ја мислам дека и двајцата ќе биле обесхрабрени, како што биле обесхрабрени. Најме, зашто дискутираа дека одеа пешки? Случај со Исуса ученик, сега, ја можам да си замислам. Еве го, одевме со Исуса, одевме заедно, очекувавме ова, очекувавме тоа. И сега едниот може да каже, еве го распна, ама чекај се, ја претпоставам дека другиот што идел со него, ама нели он ни велеше, што? Дека третиот ден ќе воскреснам. Човекот ќе биде сам. Ако размислува, може многу лесно да отиде каде. Замислете сам да сте и дојдете да си рацете, еве го Исус. Умре, го ништо, пропадна се. И вие станувате се подлабоко депресија, подлабоко депресија и на крај можете да дојдете во ситуација каде што не можете да се избавите од таа состојба. Но кога има некој да сподели со вас, тогаш можат овие работи да се променат. И додека овие дискутираат, што е најубавата работа? Исус приглони, тоа вели дури не осетија кога Христос се придружи кон нив. Ова е исто така и со нашиот живот. Кога ние, барем двајца или кога одиме со некого, заедно, кога исподелуваме своите мисли, кога дискутираме за духовни теми, кога дискутираме за работи што Бог и сака, ние фактички го придружуваме уште кого? Кој ни се придружува тука? Исус и Бог се со своите ангели. А тоа значи дека ние продолжуваме, наместо да одиме двајца,
ние продолжуваме да одиме заедно со кого? Со Бога. Убавината да се оди е убавината што секогаш Бог е присутен. Но за да биде присутен, што треба? Нашите мисли, нашите работи секогаш да бидат усредочени кон доброто на другиот и кон сето она што Бог сака, како што Бог сака на мене да биде арно, треба да го направи и на другиот. Има уште една работа која што ја научив, човек кој што не патува со другиот е срце или човек кој што ќе осудува. А човек кој што патува со некого и кој ќе види некого да греши, не го осудува, туку што му прави? Му помага да излезе од таа ситуација. Знаете што, зашто Исус вели немој да ја гледаш раската кај ближниот, зашто што кај тебе има што? Има греда. Затоа што кога ние осудуваме другиот, ние со тоа не му помагаме. Осудата е едно, а да му кажеш за гревот е друго. Но за да му кажеш на некого дека греши, ти мора да се движиш со него. Јас со тој кој што се движам и што правам муабе дека патувам, кој ќе ми каже нешто дека не е добро, ја го прифаќам. Затоа што знам дека тој ми мисли добро. Ама кога некој не се движи со мене и ќе ми каже, ја те видов тебе таму, мене не го прифаќам како дека сака добронамерно да го направи. И така, моето размислување за Бога е баш такво. Дека Бог никого не осудува, туку Бог секога сака на човекот да му помогне да излезе од состојбата во која се нашол, ако не е како што треба. А на оваа земја верувам дека има такви можности и такви ситуации многу. Еве на крајот би сакал само да завршам со тоа. Бог да ни помогне да не бидеме во креветот, да не бидеме пасивни, тука да бидеме луѓе кои што ќе можат да постојано се движат, да излеземе од духовните автомобили, од духовните кревети, од сите оние работи што не спречуваат за да можеме да одиме со Бога. А Бог ќе ни помогне. Со тоа сакам да ги охрабрам и телесните работи, да ги работиме, да практикуваме, но најважно да духовното здравје и нашиот чист разум да остане до скорешното Христово доаѓање, кој што верувам дека сите ние го очекуваме. Амин.